Колега Панчо, благодарам за репликата. Очигледно е дека до некаде сме на иста линија. Имаме проблем околу она како ги исплаќаме лозарите. Значи, пак ќе речам, тие сакале или не, со сите овие интервенции кои што се донесени од милион евра 2018, 2 милиона 2019, 5,6 милиони евра 2020, ќе си дојдат до таа цена 15 денари. Во рете. Арно, ама начинов. Зошто тоа го кажувам? Кога се подпишуваат договорите за откуп, ги подпишува министерот за земјоделие заедно со собственикот на одредена винарија, така? И тој треба, бидејќи тоа е ваше ветување во кампањите, и во 2016 и сега. Беше ветено дека до април месец ќе има одредено откупна цена. Факт е дека и земјоделието имаме многу надворешни променливи фактори кои што можат да влијаат и на квалитетот и на количината на било кој земјоделски производ. Меѓутоа, пак ќе речам, обврската на овие винарии кои што се обврзуваат да имаат цена која што ќе биде нормална, бидејќи оваа сега е ненормална, се обврзуваат со договорите со министерот за земјоделие. Кажувавте дека тие унапред ќе се знаат. Викавте дека до март-април секоја година ќе има истакнато цени, па понатаму ќе се прават интервенции. Зошто го зборувам ова? Ова го зборувам дека наместо овие сега 5,6 милиони евра ние да ги земаме од државниот буџет и да ги делиме кај земјоделците, тие пари требало да ги дадат винариите. Па овие 5,6 да ги пренамениме онаму каде што сите не боли за образованието. Наместо ние од држава да ги задоволуваме хероите на овие што се милионериви или локомотиви или олигарсиве, како сакате речете ги, сега не знам да не ги именувам винарските визби, си ги знаете сите и во тиквешијата и ние ги знаеме во нашиот регион, наместо нив да им брцнеме у джебот, сите си брцнеме во джебовите. Тие пари 5,6 милиони евра ќе се набавеа соодветни електронски уреди за следење на онлайн наставата. 80.000 имаме, односно 40.000, се извинувам, 18,2% имаме ученици кои што кажале дека немаат електронски уреди за следење на наставата. По една пресметка, ако се купат таблети по 50 евра, или односно беше пресметката по 80 евра, за 3,2 милиони евра ќе се купат 40.000 и ќе се надополни оноа што ни е фалинка на системов. Работа е како да ги заштитиме и едните, и другите, и државата да се заштити, ама тие што треба да си платат. Не е логично сега јас тебе да не ти исплаќам нешто и да дојде заменик министерот и да ме одбрани мене за тебе да ти исплати. Не е логично. Вие тоа го правите со оваа интервенција. Понатаму пак ќе речам, не знам дали целото земјоделие не се врти само околу лозаропроизводителите. Имаме, Сабајле баш ми се јави еден пријател кој што е сточар, кој што чува овци, тој ми кажа дека биле задоцнети субвенциите и затоа сватив дека овие 70 милиони евра од субвенциите, затоа се зголемува буџетот на платежната агенција, ако не се лажам, така се викаше, се зголемува затоа што оваму касните. А тоа е со закон донесено до јуни месец да се исплатат. И уште една работа, истиот овој сточар ми кажува дека имаат проблем со болеста син јазик, од која што гинат овците или стоката, не знам дали се однесува таа само на овци, дали се однесува на целата стока, на говеда и така натаму, гинат. А од друга страна па видов дека имаме дупка од 18,1% во Агенцијата за храна и ветеринарство, кој што треба да го контролира и квалитетот и да се бори за сузбивање на африканска чума, пак ќе речам, на сите овие болести кај стоката што се јавуваат. Малку сме нелогични, малку сме конфузни. Затоа викам, требало да се размисли малку подобро и најглавното треба да се стимулира, според мене, треба да се стимулира работата, а не да се стимулира седењето дома, бидејќи тоа е непродуктивно,
и немаме, го решаваме еднократно тоа. Сега ќе земе некој 50 евра, 100 евра, небитно колку ќе земат, утре шо правиме? Во новиот буџет пак треба да предвидуваме пакети, пак треба да предвидуваме картички за туризам и така натаму. Дајте да ставиме развојна компонента, дајте да раздвижиме економија. Во еден разговор со еден експерт по економија ми кажа дека за време на градежната инвазија со Скопје 2014 директно се развиле, односно обстанале 28 гранки, 28 сектори. Овака ние кога ги даваме на едно место парите за непродуктивни трошоци, толку е. Ќе потроши, ништо немаме развој. Немаме голем опфат, немаме голем круг на оние средства кои што треба да свртат и па да се вратат во касата. Тоа е дилемата и тоа е забелешката. Благодарам. Благодарам.